Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова телма амбуланта. Брадавиците на кожата се естетски проблем, но и вирусно заболување. Која група на вируси предизвикува вакви кожни промени, на каков начин се заразуваме со нив? Колку време е потребно за тие самите да се повлечат, значи да дојде до едно повлекување без третман и кои третмани се најдобри за нивно отстранување? Но вирусните брадавици може да се појават и на гениталиите, па дури на слусокожата во устата. Во таков случај, како се елиминираат? Имаме бројни прашања кои што ќе ги поставиме на доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист дерматолог во Ремедика. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, ќе имате можност и вие да се вклучите во програма со ваши прашања. Затоа останете на телма. За брадавиците на кожата и гениталиите. Денеска разговараме со доктор на науки, доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист по дерматологија во Ремедика. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на телма. Добре најдов, Марија. Ме радува што повторно сум дел како гостин. Со многу интересна тема, прочем, нешто што е многу честа и нешто што некако честа ни се брадавиците, нели, во детска возраст, кај возрастните, меѓутоа сакам малку повеќе да потенцирам за овие гениталните брадавици, за кои што обично се молчи. За кои што обично се молчи, бидејќи кога ќе спомнеме генитални брадавици, одма се потикнува она прашање сексуално пренослива инфекција. И некако се почесто имаме пациенти кои што ги имаат овие генитални брадавици, за кои што јас постојано зборам на пациентите дека тешко на тој кој што ги има брадавиците, меѓутоа и тешко и на оној кој што ги третира. Зошто е тоа така? Затоа што многу од овие брадавици, кога ќе ги излечиме, знаат повторно да се појават. И тука е проблемот, затоа што пациентите, знаете како, кога нешто што се повторува, да дојдат повторно, па зошто повторно се повторува? Пак ли ми е паднат имунолошкиот систем? Пак се шират, дали се на истото место? Тука е проблемот што ние како дерматолози мора да објасниме со одредени методи колку се постигнува излекување, зошто се повторуваат, кои се причини кои што можат да го потикнат тоа повторување на овие брадавици. И она што доста народски ќе го спомнеме понатаму во разговорот е она баење, нели, како психотерапија, кој што нели се ќе се проба и на крај ќе се појде на бајачка. Ќе се појде на бајачка и нели психотерапијата како таква колку има улога во исчезнување на овие брадавици. Така, сето ова ќе го фатиме во денешната емисија, но да започнеме од почетокот. Значи, брадавиците може се појават на кожата, но ги има и на гениталиите и се предизвикани од вирус. Станува збор за вирусни инфекции. Па сега, која група на вируси го создава овој проблем, доведува до вакви проблеми? Некако имаме доста актуелна е темата со ХПВ инфекциите и веќе мислам дека и сите навистина доста знаат за овој ХПВ вирус, кој што навистина кога и да дојде пациент во нашите дерматолошки ординации, кога ќе спомнеме, да, ова се брадавици кои што се од хуман папилома вирус. И сите, нели, паниката е таа дали е тоа малигна форма, дали е бенигна. Дали може да предизвика рак? Брадавиците се едни заразни творби кои што се појавуваат на кожата и на слузокожата и кои што имаат една карактеристична, да кажем, карактеристичен изглед. Посебни подтипови на ХПВ ги предизвикаат овие брадавици кои што се бенигни творби на кожата, а посебни се брадавиците кои што се пренесуваат по сексуален контакт. Јас нема да навлегувам во однос на кои се типови, не би сакала да ги оптеретам пациентите. Доволно се знае дека се различни, дека не се истите. Пошто се тие различни? Значи, имаме различни брадавици кои што се појавуваат и по изглед, на лицева регија, значи на лицето, кои се појавуваат на рацете, кои што се појавуваат околу ноктената плоча, кои што се појавуваат под нозете, измеѓу прстите, на табаните, или кои што се појавуваат во гениталната регија. Зошто е тоа така? Затоа што се различни подтипови на овој хуман папилома вирус, кој што можам да кажам дека е многу мал вирус. Зошто тоа го кажам? Неговиот жител, оно од што се храни овој вирус, кој што е многу отворен во надворешната средина, е присутен, значи губива некаде повисока температура од 60 степени. Зошто го кажам ова? Затоа што дел од брадавиците, таму каде што ги добиваме, овие обичните брадавици, се токму надворешната средина. Базените, салите,
некоја мала траума мора да постои за да тој вирус кој што веќе е во надворешната средина успе да влезе, влегува во на самата кожа и на самата слуза кожа. Значи многу мала траума треба да има, мала посекотина, мала рана, нешто што не приметуваме, гребнатинка, пукнотина и тој вирус кој што е помало таа клетка епидермална како кератиноцитот кој што он се храни, бидејќи вирусите за да преживеат мора да имаат, значи, да кажам, домаќин, некој кој што како ќе навлезат во кожата, од тука они ги добиваат сите хранливи материи и тука се размножуваат. И тој мал вирус кога ќе навлезе во кожата практички почнува да се реплицира. И тоа трае неколку со месеци, со години, за да после неколку, да кажам, кога ќе се намали тој имунолошки систем, иако го имаме тој вирус, започнува да се манифестира. Како се манифестира? Се манифестираат овие кожни творби кои што наликуваат како округли, овални, мали промени, кои што може да бидат присутни како карфиол, ние викаме, па никогаш имаат и црна точка, па никогаш се жолти кафеави, никогаш имаат како мало крварење, па никогаш кога се бричиме, ако се во лицева регија, знаат да ги распространиме многу лесно. Значи со бричењето може да се пренесат од едно место на друго. Ако се во лицева регија, значи од една промена, најчесто е еден вирус, ние викаме мајка, и кога започнува да се размножува, тој прави мали керки, значи во околината, така и се размножува. И она што понатаму ќе зборнеме во третманот, во третирањето на овие промени, ние најбитно да не ги иритираме колку можеме, нели? Затоа што секоја иритација, секоја постапка каде што самата брадавица е присутна, ние практички доведуваме до нејзино ширење, значи до мали ситни керки од едната голема мајка која што е првична промена како таква. Еве на слайдот се прикажани како изгледа. Значи на сликата, значи гледате како округли, јасно ограничени, со бела, жолта промена. Еве го тоа централно како точка која што е видлива и со голо око, па нешто отстапува. И она што е најинтересно, доколку се појават на нозете, на табаните. Првиот симптом, знаете како, пошто се на ноза, ние не ги приметуваме, нели? Си газиме секојдневно, не чувствуваме некоја, да кажеме, иритација или некоја црвенило, меѓутоа она што го чувствуваме кај овие, да кажеме, брадавици кои што се доле на стапалата е болката. И тоа болката која што е навистина константна, како со трн, ние викаме како директно никој да ви удира на нервот. Зошто? Затоа што таа брадавица со самата тежина од телото и при одење, при одредена активност, навлегува подлабоко во кожата. Како навлегува, таа почнува да си брани, кожата прави еден како одбранбен механизам, се натрупува кожата, па најчесто мислиме дека тоа некоја, да кажеме, отесни чевли, нешто се случува во смисол на неадекватни чевли, меѓутоа по таа, ние викаме за дебелена кожа, се крие брадавицата, која што не можеме да ја видиме, а ја гледаме кога ќе се опатиме кај дерматолог со една посебна лупа која што веќе сите ја знаат, тоа е дерматоскопија, која што ја користиме во дијагноза на овие брадавици, ги гледаме тие како точки, меѓутоа го гледаме целиот релјеф, ја гледаме формата дека е тоа брадавица и тогаш кажуваме дека тоа е брадавица. Зошто е тоа, да кажеме, проблем? Значи, често пати се посетува и ортопед. Затоа што таа болка, практички вие го се тргате од болката и правите стапнување на другиот дел од стапалото, каде што не се чувствува болката. И таму правите повторно друга промена, која што е кожата се брани со притисок, па правите уште една, ние викаме, задебелување на кожата и почнувате да кривите, значи да ве боли коленото, да ве боли кичмата, се упатувате на ортопед без да знаете дека имате брадавица. Значи брадавица може да направи сериозен проблем. Апсолутно прави проблем. Значи го нарушува квалитетот на животот. И она што навистина е многу тешко, затоа што овие брадавици, ќе видите, се многу упорни во решавање. Значи секогаш гледаме да ја сузбиеме болката, значи да дадеме некој амортизер, обично даваме некои како влошки да носат, за да може да го амортизираат тежината од телото при секојдневните активности, да го амортизираме тој притисок кој што притиска на самиот нерв и да дадеме терапија во лекувањето на оваа брадавица. Значи, тука е болката. Кај останатите брадавици визуелно ги гледаме. Значи, ако се рацете зафатени, вие гледате дека имате промена на самите раце, кој што започнува да расте, да
малку да се лупи, да се шират промените. Ако ги зафатат ноктите, да ги оштети самите ногти, Може да под го ноктот да се подигне, да подигне ноктената плоча, и тие се многу тешки во решавањето. Затоа што вие практички имате промена која што е под ноктот. Значи многу тешко треба да се тргне ноктот за да пристапите до брадавицата или самата брадавица да го оштети самиот нокт. Па не е така едноставно, да кажеме, и лекувањето, меѓутоа и болката, која што исто така може да притиска на самиот нерв. Во лицето исто така, значи кога ги имаме промените. Никако лицето ни е нели нешто огледало, секој не гледа во самата лицева регија и кога ќе се присутни такви брадавици, како се визуелни, се гледаат како мали, да кажеме, творби, некогаш знаат и како петелка на петелка да бидат и почнуваат да се шират интензивно при одредени состојби кои што исто така може да фаворизираат ширење на овие брадавици. Дел од тие повелете. Да, дел од тие се, пошто секако брадавиците се присутни во сите возрастни групи и во детската популација, во најголем дел обичните брадавици. Но кај постарите лица поретко ги има. Поретко ги има обичните, да, меѓутоа се присутни. Кај децата, значи се многу често. Многу често гледаме брадавици. Особено на дланката, на рацете. Така, на дланките, меѓутоа и на лицето. И доста се чести, значи ги гледаме многу почесто, меѓутоа се појавуваат и кај возрастните, се појавуваат и кај адолесцентите, значи нема човек возрастна категорија што е заштитена од овој проблем. И сега, докторке, дали може да се чека спонтано да се елиминира, да се повлече брадавицата, или пак е подобро таа да се отстрани, бидејќи споменавте дека со нејзино допирање или пак повреда може да дојде до ширење на инфекцијата? Така, Марија. Јас во принцип знаете како најбитно во третманот, во лекувањето на брадавиците е секогаш отворено да се разговара. Значи, бидејќи е вирусна инфекција, да се разговара за третманот кој што треба да се понуди, она што го имаме, во однос на локализација, во однос на цена, затоа што некој не може да се дозволи да ја започне терапевската постапка. Но ќе ви се извинам, ќе ве прекинам, но обично народните лекови се првиот избор. Така. На пациентите мачка, и она што дразни... кажавме, возраста. Значи, кога да ги оставиме да не ги лекуваме? Децата ни се најчувствителна популација. Значи, со децата секогаш треба да се внимава во однос на терапијата. Знаете како они и онака имаат, не соработуваат, секоја дополнителна травма ќе прават уште повеќе да не соработуваат. Оние средства кои што ние ги користиме во дерматологијата, секогаш почнуваме со она што ќе направи најмалку несакани ефекти, ќе бидат доста ефикасни во лекувањето на творбите. Тоа значи лекувањето на промената кој што е направил вирусот, меѓутоа не на самиот вирус. Значи, ние ги третираме промените предизвикани од ХПВ. А отпосле даваме нешто што ќе го тргнеме и ХПВ вирусот кој што е присутен во самиот организам. Така да кај децата оставаме спонтано да се повлечат брадавиците. Затоа што до 2 годишна возраст кај децата некаде 80% од овие брадавици спонтано се повлекуваат. Значи, како што се појавиле, така и се повлекуваат. Па токму тука ќе го спомнам она народно баење, затоа што, знаете како, се почесто доаѓаат пациенти, кои што вика докторка, јас бев, сите методи ги пробавме, меѓутоа отидов кај некој кој што ми даде некоја, да кажеме, народно баење и ми помина брадавицата. И знаете како, ние како доктори гледаме, пошто сепак е стрес, Марија. Значи, не е едноставно. Кога имате брадавици, кои што, ајде да кажеме за естетскиот аспект, да не кажам да во формата на сексуално преносливите, кај што се кондиломи, кај што пациентот дошол и бара од вас тераписки протокол, значи бара лекување на промените и повторно рецидивираат, повторно се појавуваат. Па правите се и на крај, нели, одат некаде каде што, нели, се дала некоја, да кажеме, таква психотерапија. Така да, стресот и како е фактор кој што ги активира одредени, да кажеме, некој воспалителен одговор, одредени сигнали. Го намалува и имунитетот, стресот, така. Ете така, го намалува имунитетот и вие дополнително му кажувате да, ова може да се повтори, многу тешко е лекувањето, тоа е уште еден дополнителен стрес. Така да не треба да се брза и не треба да кажеме, јас и ги оставам пациентите. Знаете како, кога ќе дојдат пациентот, поготово со гениталните брадавици, за кои што малку повеќе сакам да збориме, сакам да се однесуваат дека едноставно немаат ништо во моментот. Значи, да не
а сепак да го контролираме тоа. Значи да доаѓаат редовно на секои 7 до 10 дена за да ги прометиме дали ќе се појават некои од промените и некои одредени совети кои што ќе помогнат во подобрување на имунолошкиот систем. Како изгледаат гениталните брадавици? Гениталните брадавици навистина се доста визуелни. Немаат некое, да кажеме, немаат црвенило, не предизвикуваат некој јадеж, меѓутоа се присутни на самите генитали. Едноставно ќе приметите дека имате нешто кое што се развива како топка, исто како и овие кои што се брадавици обичните на раце, на лице и на нозе, не болат, меѓутоа некогаш знаат да крварат. Поготово крварење кога треба да се отстранат влакната или при сексуален однос или при во тек на тоалета кој што правиме на гениталите да прокрварат самите промени и тогаш имаме ризик од нивно ширење. И затоа викаме кога доаѓаат на тераписки протокол, ние ги советуваме пациентите како што се во моментот така да останат, затоа што секоја манипулација во таа генитална регија, дури и триење, затоа што вирусот се пренесува со директен контакт. Многу ретко ќе ги најдете преку индиректен контакт во смисол на тоа, значи пешкири, затоа што не може да обстои толку во животната средина. И секако многу внимателно, поготово со гениталните брадавици, бидејќи она што советуваме додека се лекуваме со гениталните брадавици, треба се проверат партнерите кои што самиот пациент е во контакт, да не има исти такви промени, бидејќи ако се лекува едниот партнер, другиот ги има, значи тоа се пренесува, значи мора да се направат скрининг. И тука ни е табу, бидејќи знаете како, јас сум сепак женски дерматолог. Оваа проблематика гениталните брадавици е повеќе во областа на дерматологијата, затоа што ние ги третираме. Се визуализираат кај гинеколози, се визуализираат кај уролозите, меѓутоа третманот посекако доаѓа кај дерматолозите. И знаете како, кога ќе дојдат пациентите се срамат, кријат, обично не кажуваат, со години може да го имаат, со месеци. И она што ќе кажам, повторно, тоа се бенигни творби. Меѓутоа, некогаш одредени овие бенигни творби знаат да бидат асоцирани со други некои, да кажеме, малигни творби на подтипот на овој HPV вирус, кои што, ако не се визуализираат, ако не се откријат навреме, знаат да предизвикаат, да кажеме, нешто што навистина не би сакале да се случи, а тоа е карциномот. Сега, многу е битно на време да се диагностицираат, поготово ако се проширени доста и се на место каде што е, например, околу анусот. Значи, може да се јават и на други места. Ете така, значи се јавуваат во гениталната регија, значи ингвинално, тоест на препоните, во околу анусот, внатре да навлезат во анусот или да се прошират како на места во таа, да кажеме, задниот дел на задникот, значи да се присутни, така да се навистина проширени. А на слузокожата во устата? И во слузокожата и во устата, значи исто така треба да напоменеме дека се почесто гледаме пациенти кои што ги имаат кондиломите и во оралната слузница. И тука морам да кажам дека имаме одлична соработка со докторите Дува Нос и Грло, каде што и стоматолозите кои што ги детектираат овие промени и ги препознаваат и ги упатуваат на третирање кај дерматолог. Значи третирањето секогаш кај дерматолог. Да, значи секогаш ги третираме овие творби кои ќе се појават. Она што е доста интересно и имаме одлична соработка, барем ние во нашата болница, кога ќе забележиме кондиломи, кои што едноставно се на регија каде што околу ретерот, значи околу анусот внатре, она што јас како правило, како дерматолог е секогаш правам, ги упатувам на уролог, меѓутоа ги упатувам и на гастроентерохепатолог. Ако тој кондилом навлезе подлабоко во анусниот дел, јас нема да можам да го третирам, затоа што секој третман во таа анална регија може да предизвика лузни, да предизвика стеснување на тој анус. Така да секогаш проверуваме дали кондиломите можеме да ги третираме се подлабоко, значи мора тогаш да се повика дигестивен хирург, за да ги истретира такви обични, едноставни промени кои што ќе направат поголема, да кажам, интервенција за пациентот. Затоа викам, секој навремено откривање, единечна промена е да е, веднаш треба да се упатат кој дерматолог, затоа што многу лесно се шират. Да не кажам во однос на состојби, како што се, имунолошки, значи сите сме настинати, вирусни инфекции, бактериски, значи некои други лекарства кои што ги примаме, кои што на оваа подлога кој што има како вирус HPV-то, многу лесно може да разјасне, да се прошири. И она што ни се случува е да овој вирус, барем во последниве, да кажам, Марија, месеци, сме сведоци на
генитални брадавици асоцирани со други сексуални преносливи состојби. Апелот ќе биде, бидејќи ние како дерматолози, она што мене ми се случува, не можеме да правиме скрининг, бидејќи сме прво да кажем работам во приватна институција каде што цената исто така е битна во давањето, во прижањето на таа терапија. Меѓутоа, го оптеретувате пациентот да направи скрининг за одредени сексуални преносливи инфекции кои што не знаете дали ги има. А гледате нешто што едноставно е сомнително. Да не кажам дека дел без да имаат некоја по-влошена клиничка слика, може да имаат и нешто друго, во смисол на сифилис, во смисол на хламидија, микоплазма, нешто што е исто така можност за ширење на овие кондиломи и за поголем терен за нивно проширување и да станат поголеми. И она што повторно апелирам, овие последни месеци, бидејќи се работеше за едни гигантски кондиломи кои што беа присутни кај неколку пациенти, за кои што морав да влезам во операциона сала за да ги отстранам, бидејќи беа во перианална регија и за кои што навистина е многу болно, значи да ги третирате. Сепак тоа се големи творби кои што треба да ги отстраните. Секое влегување во оперативна сала ние имаме можност и треба, не само да имаме можност, него имаме протокол дека треба да се направи таков скрининг за сексуално преносливи, меѓу кои хепатит С и ХИВ. Во последните неколку месеци имавме 5 случаи со ХИВ. Значи, кои што ги имаа кондиломите и не знаеа дека се ХИВ позитивни пациенти. Така да не е така едноставно. Воопшто не е. Не, значи не е едноставно и лекувањето и не е едноставно да ги откриете овие асоцирани заболувања кои што го потикнуваат терен да тие кондиломи се повеќе се шират. Ќе ги вклучиме гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани од тој момент ќе можете да поставите прашање кои што се однесува на третманот на гениталните брадавици и кожните брадавици. Доктор Наташа Теовска-Митравска, специјалист дерматолог во Ремедика, е гостинка во студиото на Телма и тај ќе ги даде сите појаснувања поврзани со оваа тема. Дали на исти начин се лекуваат кожните брадавици и гениталните брадавици? Дали може секогаш да се започне, да речеме, со нивно замрзнување? Криотерапија, односно терапија со азот, со течен азот? Во зависност прво од локализација, во зависност од нивното перзистирање, веќе споменавте. Дали се повторуваат, кукави се, поголемина, локализација, дали е топло, дали е ладно, значи дали се работи во лицева регија. Ние сме сепак дерматолози. Знаете како ги третираме промените, меѓутоа секоја, пошто се работи за средства кои што се доста агресивни, без разлика дали е течен азот, дали се некои кои што прават лупење на тие брадавици, субстанции, дали се работи за лазерска терапија кој што ќе ја спомнеме, на нивното третирање тие ставаат белек на самата кожа. Значи ние правиме и дефект. Значи дефект кој што може да биде посветли, потемни петна на кожата или пак лузни од третирањето на овие навидно едноставни творби. Така да многу внимателно во терапијата. Зошто тоа го кажувам? Ако се работи за деца, никогаш не брзаме. Знаете како сите од овие средства предизвикуваат болка. Па дури да се работи за некои субстанции во форма на креми кои што треба да излупат брадавицата, кои што треба да стои на самата кожа. Прават иритација, прават црвенило, прават болка, печење, значи сврап кој што навистина не е така едноставно кај детето тоа да го направите, да не зборам со течен азот на минус 196 степени кој што треба да го аплицирате, да се допре. Значи детето прво не соработува со вас, значи тоа го боли, самата постапка го боли. Така да не брзаме веднаш со децата. Оставаме да видиме како ќе се развиваат, да кажеме, овие брадавици, дали ќе се прошират, дали ова дете има атописки дерматит. Има ли некоја кожна манифестација која што може да доведе до ширење и влошување на овие брадавици? Внимателно и затоа викам треба да се разговара. Постојат нешто што може да го аплицираат пациентите дома, значи со строга контрола од нас како дерматолози, меѓутоа и не секогаш ќе имаме кај секој дерматолог одредена терапија како можност. Значи она што секогаш како правило, секаде е да се избере она што е наједноставно, кој што нема да чини премногу, кој што ќе достави најмалку несакани ефекти, ќе биде строго контролирана за одредени состојби. Не е исто да ставите вие во лицева регија да ги третирате нели малите брадавици, поготово кога сега како што е топло времето, каде што може да направите ризик од флеки на самото лице. Така да не е баш едноставна локализацијата и секогаш се одлучуваме, повторно реков, на оно што е достапно во дерматолошките ординации. Значи, некои од дерматолошките ординации нема и течен азот, или пак немаат ласери,
или пак немаат некои други, да кажам, постапки кои што се користат во отстранување на овие брадавици. Но факт е дека треба да се третираат, меѓутоа повторно кажувам, ако се работи за деца, да се остава, да се почека, да се разговара со родителите, дека не треба да се брза веднаш со терапијата, да се види дали тоа дете може да разговара, ќе му прави ли проблем самата постапка. Но доколку почнат да крварат брадавиците, бидејќи кај децата се случува понекогаш да ги повредат тогаш и да го сопираме крварењето, чекаме да се Повторно смири, чекате. ете така, и тогаш аплицираме од супстанциите кои што се дозволени за детска возраст. Значи не е се дозволено и во детска возраст или кај бремени жени, па или кај повозрастни лица кои што примаат некоја, да кажем, цитостатик или се со некоја друга имунолошка состојба. Така да ние правиме една, да кажем, една вагаме во однос на терапијата што можеме да дадеме. И она што доста актуелно е многу, а мене тоа некако ми е слабост, тоа се ласерите. Во терапијата на овие, да кажеме, пред да преминеме, брадавиците, докторке, на ласерите, бидејќи тоа е широка тема, да им дадеме можност на гледачите да се вклучат, а потоа детално ќе објасниме се за ласерската терапија. Обично веднаш сите бараат ласерско така, отстранување на брадавиците, но кога тоа треба да биде приоритет, а кога да се почека, ќе ни одговорите веднаш по прашањата на гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало? Во програма сте, добар ден, повелете. Ало? Го очекуваме Да. вашето прашање. Добар Ја ли ден. сум програма? Да, во програма сте. Извинете, немам брадавици, имам папиломи. Папиломи на околу вратот. Папиломи. А што да направам? Нешто исто ли е брадавици и папиломи? Така, ова е убаво едно интересно прашање. И што можете да направите, докторке, да немате некој само подпрашање? Не, тоа е се. Ви благодарам за вклучувањето. Така често ни се случува како прашање, како нели дали да ги третираме, кога се шират, зошто се шират, Така. тие се сепак бенигни творби, исто така естетски проблем, повеќе проблем се затоа што знаат да ги подкачиме на места каде што се околу вратот, под пазови, на секаде околу телото и да крварат и да се испаничиме дека нешто ќе се случи. Сосема бенигна творба, ги третираме успешно, по малите промени со она што е достапно и да кажеме не толку скапо, тоа е течниот азот, меѓутоа постојат и други постапки како ласерите доколку се работи за некои поголеми промени. Во летно време гледаме да ги избегнеме, поготово ако е на места кој што е визуелно, значи врат, лицева регија, затоа што сепак, не така како ние ќе ги истретираме промените, топло е навистина, знаат да се иритираат, да имаат црвенило. Пациентот да заборави дека и на обично кафе на сонце може да направи флека, затоа што реков, и тоа што се користи во терапија има свој, Остава да кажем, лузна на така кожата. останува некоја промена, дали ќе биде потемна, посветла промена или пак лузна. Значи гледачката Така почека до крајот на летото, До крајот на август, може да. Ете, така, некој од остатните така, третмани така. во дерматолошката ординација каде што ќе појде да искористи за да ги отстрани. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вемувам едно прашање. Као предходната гледачка, така и јас. Меѓутоа, пред 4 години ми ги гореа со течен азот. Имам на вратот, а и под градите. Така да прслук не можам да носам. Тоа многу смета и многу боли. Така. Тогаш ми ги изгореа, меѓутоа повторно ми се јавија. Повторно одев, повторно ми ги горат. Па сакам да прашам, дали тоа вечито ќе трае или има конечно Решение да и крај на проблемот. Да, така, ви така. благодарам, Ви пријатно. благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Да, значи тие се шират. Ние немаме, да кажеме, магично стапче кој ќе го дадеме како такво и ќе кажеме нема да се појават нели промените, меѓутоа имаме средства со кои што можеме да ги тргнеме, да ги отстраниме. Ако се помали, дали течниот азот, ако се поголеми, да ги искористиме, значи хирушките методи, ласерите, одредени електрокаутери, значи нешто да ги пресече без да оставиме, да кажеме, лузна и да ги тргнеме како такви. Значи, Така при секое нивно појавување повторно треба да се така, отстранат и така. не може Меѓутоа да се сосема процени. бенигни, Не може да се сосема процени бенигни. до кога ќе се повторува Да, сосема проблемот. бенигни творби. Нешто Бенигни. што на вистина, мислам дека па и нема некој човек кој што ги нема како израсток, како нешто што е нели појава кога ќе се видиме на нашата кожа, да. Бидејќи ХПВ вирусите на вистина се чести секаде околу нас, сега кога треба да се почне со ласерски третман? Кога Да, препорачувате? тоа Марија го имаме постојано како прашање. Некако кажав, тоа ми е некако слабост во однос на ласерската терапија и
Она што би сакала, ако можеме еден слайд да пуштиме, кои се се ласери кои што се користат така, сликите за коментирање ќе можеме да ги погледнеме. Една табела така, која значи, има не можност. сите ласери може да се употребат за не сите ласери. Она што ни се случува сега е експанзија на многу ласери, меѓутоа не сите ласери се користат во решавање на овие брадавици. Значи, она што се користат како ласери се доста аблативни, доста се хирушки, агресивни се ласерите. Значи, вие мора да го познавате ласерот за да го започнете третирањето. Секоја мала грешка може да предизвика лузна на гениталија, кој што не е така едноставно вие да направите лузна или да направите некоја поголема, да кажеме, хипер или хипопигментација, значи потемно или посветли промени на самите гениталии, а да не зборам доколку се јави на уретрален отвор или во аналниот дел. Значи, вие практички доведувате до стеснување на тој анален отвор, кој што е навистина проблем. Така да ласерите, да, ги користиме. Така можеме да преминеме на следната слика. Да, на следните, да видиме само што имаме. Така. Да, како... Така, Дрижа ќе замолам ако може да се сменат. Еве, добро, ова сега се на... Да, ова се сите, значи, брадавици форми. Еве ги во лицева регија, на раце, на нозе, кои што се навистина гледате доста проширени, кои што се многу тешки во третирањето. Додиме на следниот слайд. Да, би сакала една табела. Сега таа нема многу да значи, ама јас зошто би сакала да ја потикнам ласерите, повторно спомнавме. Значи, има различни типови на ласери. Многу често слушаме за тој CO2 ласер, ербиум ласер. Многу често зборуваме за пулс-диоден ласер, значи да ендиак ласер. Што значи тоа? Значи тоа се доста агресивни ласери кои што може да отидеме на табелата, кои што и те како ги користиме во дерматологијата за решавање на овие брадавици. Сега имаат различни, секој од нив си има и добри страни, има и лоши страни. И зошто се одлучуваме не за овој ласер, а зошто за овој ласер и каде? Тоа е една поширока тема, меѓутоа повторно ќе напоменам, треба да знаат, значи кој го користи ласерот, кој тип на ласер е и за која регија се користи тој ласер. За оние поголеми промени, она што спомна како прашање, дали треба ласер. Значи јас никогаш не започнувам веднаш со ласер. Значи гледаме визуелно, поготово за гениталните брадавици. Мали ли се промените? Може ли тоа да се реши со течен азот или со некоја друга метода како супстанца која што може пациентот сам да ја нанесе како таква? Тогаш почнуваме со наједноставниот тераписки протокол, каде што пациентот ќе го контролираме со наједноставните супстанции. Кога нешто се повторува, се шири, е поголемо, овие промени, течен азот, мали субстанции кои што ги даваме или ги мачкаме како, да кажеме, кои што ќе направат лупење на самата брадавица, едноставно немаат можност. Значи, ќе направат поголема иритација на место, поготово во гениталии, каде што имаме постојано влажење, нели, имаме и менструален циклус, за кој што мораме да мислиме, тогаш ги употребуваме ласерите. И сега, зошто не едниот ласер, зошто не другиот? И во ласерите имаме зошто и како. Ако работиме со ербиум ласер, кој што има 12 пати поголем афинитет кон водата. Значи, ласерите имаат еден зрак кој што имаат афинитет кој ние викаме, тоа е како нешто кој што го афектира. Клетката е исполнета со вода. Значи, ние сакаме да впатиме водата, значи да ги тргнеме промените кои што се присутни на нашата кожа. Значи, со ербиумот ласер можеме да направиме полека лупење на тие кожни промени, целосно да ги изљупиме, без да направиме лузна, а можеме исто така да ги пресечеме. CO2 ласерот, кој што го користиме, е многу агресивен и бара многу внимателност во терапија. Не можеме CO2 ласерот во ваква орална слузница да го користиме. Значи, тогаш ќе го користиме ербиумот ласер, кој што е помалку агресивен од CO2 и е строго контролиран во однос на тоа што треба да отстраниме. Значи, тоа е кондиломот кој што е во оралната слузница. За ендиак ласерот тој па уште е подлавок, значи тој не можам да го користам во гениталиите, затоа што ќе направам поголем ризик за лузна. Значи различни ласери, и како изгледа постапката? Ставаме локален анестетик. Никогаш не инјектирам, затоа што секој инјектирање на тој, да кажеме, обично користиме, знаете како, за да не крварат, додаваме и адреналин со анестетик, па тој адреналин знае да направи некогаш некроза во гениталиите. Значи тоа е со една локален анестетик како крем, го покриваме таа регија која што треба да третираме, поседува пациентот половина час под локален крем анестетик и пристапуваме со ласерскај зрак да ги уништиме, да ги изгориме промените кои што се присутни. Дали ќе идеме во смисол на полека лупење на промените или сечење, доколку се работи за некоја промена која што е, тоа ќе зависи од каква е промената и каде се наоѓа.
И она што кажа пластерите практички доведуваат до пораст на температурата, кој што ќе доведе до да се наруши таа репликација на вирусот, значи на размножувањето на вирусот. Вие споменавте 60 целзиусови степени. 60 целзиусови степени, меѓутоа и да ги направи тромбоза, значи да ја спречи циркулацијата, да ја доведе до да немаме снабдување со хранливи материи и да направи целосна некроза за да можат полека да се тргнат кондиломите и секако она што јас го практикувам, бидејќи ние клинички во моментот гледаме кондиломи кои што се присутни, кои што се сексуално преносливи во генитална регија. Кога ги поминуваме, а ако се прошири на други места, правиме и отстранување на влакниниот воликул. Затоа што многу често во фоликулот на влакното, се присутни овие честички на вирус. Имаме гледачи, ќе им дадеме можност да постават прашања, веднаш потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Јас извинувам, малку почекаа гледачите, но мораше си тоа да биде убаво објаснато. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да ја прашам докторката. Така, го очекуваме прашањето. Добар ден. Јас ќе ве замолам само разговорот да го следите преку слушалка, намалете го тонот на телевизорот. Така, повелете. Сакам да ја прашам докторката. Јас сум на 69 годишна возраст. Така. Сум на планина и пред 3-4 недели имам на прстот една тврда брадавица од дете. Работејќи некако ја повредив, па ми рекоа да ставам млеко од смоква, меѓутоа, пошто сум диабетичар, само 2-3 пати ставив, што малце црвенило се појави. Прекинав, али сега ако ја допрам не сакајќи до нешто, имам страшни болки. Расцветана е брадавицата. Така, што би можеле што е решение во вашиот случај, што треба да се направи? Па не знам, мене ми личи на хирургија, ама ако има нешто друго, така, да одам до Скопје, да знам кај да одам, што да правам. Така, сега докторката ќе даде насоки во однос на вашиот проблем. Ви благодарам за вклучувањето. Има многу, брадавици, демки има многу, али оваа беше така карактеристично тврда и од дете ја имам 6 години. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Предпоставам дека ова не е вирусна промена, оваа брадавица, или е можно толку долго? Може да биде, да, треба може да се толку долго да обстојува. Може да обстојува, да. И поготово ако и пациентката, како што кажа, има диабет, значи е поголема, предпоставам. Јас би советувала да не ставаат вакви растителни производи, затоа што тие знаат да направат поголема иритација, иако ќе ги напоменеме дека се многу можности во однос на лекувањето на брадавиците, кај нас многу често гледаме пациенти кои што ги ставаат овие супстанции, значи да се прекине само крварењето, локален антибиотик и да се смири крварењето. Ако има црвенило, ако има болка кој што е, на пример, пулсирачка болка, да се посети веднаш доктор за да даде соодветна терапија, да се смири болката, да се смири иритацијата, затоа што не знаеме дали е тоа од повредата или плюс од млекото од смоква, кој што исто така прави лупење и тргање на брадавицата. Затоа советувам, се што ќе приметите, дерматолозите треба да бидат вклучени во терапијата, затоа што многу често гледаме на своја рака ставање на лук, ставање на, да кажеме, средства кои што се мелеми, кои што прават иритација, да, значи кои што наводно треба да сушат, да ги тргнат брадавицата. Значи, тоа се сите иритантни супстанции, колку и да кажеме, личат едноставни и безбедни. Сме имале пациенти кои што ги гореле со секакви методи, дури ги врзувале промените со конец за да паднат, така да, ние знаеме дека сепак е проблем, не е само естетски, него сепак ги оптеретува пациентите, меѓутоа затоа зборам, секогаш треба да бидат вклучени дерматолозите во терапијата, значи да не се чека. Затоа што на вистина, поготово на стопало, секако, значи да го сопре крварењето, да стави локален антибиотска крема, доколку има, и на дерматолог да се обрати. И да се упати на првиот доктор, бидејќи ако кажува дека има болка, првиот доктор кој што е присутен таму, кој што ќе ја упати понатаму на дерматолог. Едно под прашање, да речеме, ваков тип на проблем може да се реши ласерски или е неопходна хирургија? Знаете како, затоа ја барав табелата и ласерите си имаат своји, очигледно дека нешто имаме проблем. И ласерите си имаат предности и недостатоци. Тоа не значи дека 100% вие тргате вирусната промена.
CO2 ласерот во моментот е лидер во остранувањето статистички гледано на брадавиците, меѓутоа па е малку во повисоки проценти во однос на рецидивирачки, повторувачки кондиломи во генитална регија. За разлика од ербиумот кој што дава помал процент на успех во терапијата, меѓутоа имаме помалку па процент на враќање. Факторите кои што провоцираат, поготово за гениталните брадавици, мултипни партнери, пушењето како фактор, алкохол, значи сите, да кажем, менструалниот циклус кој што исто така ги потикнува да се шират, отстранувањето на влакната кои што ги шират, несоодветна хигиена и она што треба да го спомнеме кога ги третираме кондиломите, превентивно даваме заштитна користењето на кондомот. Меѓутоа, тоа не значи дека ако брадавиците се во публична регија, значи на места каде што не може да покрие кондомот, тогаш практички он е и такако заразен. Значи може да го пренесе. Значи и директниот контакт и триењето кај оние пациенти кои што дури немале сексуален однос, значи настанало само триење, сме имале случај, дури на таков начин се шират и такако и се пренесува кондиломот. Така да советот е, се додека го имате кондиломот, сепак мора да има заштита, го дава. Меѓутоа и тогаш вие може да го имате вирусот, значи да сте излечени, да ги немате клинички, а да е во вас како латентна форма, ние викаме, се крие самиот вирус. И ние некогаш вклучуваме некои лекарства кои што се имуномодулатори, да го подигнат имунитетот за да настане тргање на таа ХПВ инфекција. Мислам дека имаме уште еден гледач, да го вклучиме. Добар ден. Ден. Повелете. Вака, јас сум мајка на 6 годишно детенце. Така. И имаме проблем со брадавиците. Баш на делот на дланките, кај ноктите конкретно. Бевме на лекар, нели, во Јанес Сандански, тука ни беше најблиско. Ги гореа со течен назад 2 пати. Но третиот пат кога го однесов на малово, немаше соработка од негова страна и не можевме, нели, да го направиме, нели, тоа баш прецизно треба на местата кај што се брадавиците. И сега докторката ни даде едно како гелче, како лакче од аптека, но не помага тоа. Дали има некое друго решение освен течниот азот и ова гелчево, зашто е мало дете во 6 години, што би можела да направам? Да, бара упорност. Затоа што гледам дека како ги грицка ноктите, сега гледам делот кај што е носот, дека и таму стисни брадавици. Така, значи он сам си ги инокулира, ги пренесува, ги шири. Тоа не се случува кај брадавиците. Значи, оно што вие како родител треба да направите, да бидете само упорни. Иако кај детската возраст тие знаат и спонтано сами да поминат. Сега проблемни се околу ноктената плоча, прво болот. Значи го променува самиот ног. Течниот азот бара репетиција, значи бара повторување на секои 7 дена. Истото и ова што е дадено во форма на лако, што е локален цитостатик наменет за брадавиците. Тие бараат повторување, значи секој ден, 7 дена, па се прави кератирање, значи отстранување на тој мртов слој на кожата, се со цел за да се трга брадавицата. Значи бара само упорност и полека да се соработува, поготово бидејќи е дете. Значи, знаете како, проблем е со децата да се почне терапија. Така да мојот совет е да се продолжи со овој лак кој што помалку боли, помалку има несакани ефекти, може да го аплицира навечер додека спие, за да не мора да се нанесува лакот, пошто сепак може да ја оштети здравата кожа и да биде упорно. На секој 7 дена да се кератираат, да се отстрануваат оние лушпи на кои што се присутни, како ние викаме како задебелување на кожата, за да полека се отстрануваат самите брадавици. А обично колку време е потребно за брадавиците се повлечат сами од себе? За само излекување? Некаде до 2 години, значи, да кажеме, не така како се индивидуално, Марија, значи ние дури ги затоа бараме да се еве вака да направиме разговор со родителот или со оној кој што ги има брадавиците, гениталните брадавици спонтано не се повлекуваат. Тие не се повлекуваат спонтано. Тие спонтано не се повлекуваат. Меѓутоа овие обичните брадавици, поготово во детска возраст, да, тие спонтано се повлекуваат. Значи, гениталните брадавици не можат спонтано да се повлекуваат, напротив, може само да се шират, да се влошат. И да се асоцирани, како што реков, со други заболувања. Така да, и овие ласерите кои што ги спомнуваме често, и овие други субстанции, течен азот, немаме ни еден 100% успешност во третирањето на брадавици. Хируршки 100% да, меѓутоа хирургијата остава белек, остава лузна. И не можете вие во гениталии да правите постојано хируршко вадење на промените како такви,
и да ви се случи да повторно имате рецидив доколку се појави. Така да и ласерите не се едноставни, затоа што некогаш и од течниот азот, па и од овие, да кажеме, субстанции кои што ги даваме, да се појави меур, значи кој што може да пукне, кој што боли. Па како се појавува меурот, така се трга и брадавицата. Значи, имаме некои работи кои што не брзаме веднаш. И она што ќе кажам, јас работам во приватна институција, ма некогаш пациентите не може да се ги дозволат ласерските третмани. Значи, не може секој да го дозволи истото, да го плати. Така да и тука треба да бидеме многу, да кажеме, да мислиме како доктори, затоа што некогаш и да сакаме да помогнеме, едноставно не може да биде достапно. Она што ќе кажам повторно е да не се чека. Да не се Значи, чека. да не се чека, некогаш викаме и една промена да е, подобро да дојде на веднаш, да се третира, него ли да се чека да се размножат повеќе. И кога станува збор за гениталните брадавици, тука сега е фактор и срамот да се признае што се случува и тоа би морало да се надмине. Емоционални состојби кои што се предизвикани од ваква емоција, на пето место се брадавиците во дерматологијата. Значи, можете да замислите, 90% овие пациенти се со емотивно се окупирани со овие брадавици. Значи, срамот е тој кој што не им дозволува да дојдат, да се соблечат, да кажат. Знаете како ќе почнат во разговор нешто друго, па тек после ќе кажат дека ги имаат брадавиците, кои што и дури, знаете како е неизгодно кога дојдат двајцата партнери, па треба да се разговара. Кога кажеме дека се сексуално преносливи болести, не е така едноставно. Нели да го пренесеш тоа, од каде е вирусот, како е појавен. Тука се ги преиспитувања на партнерските односи, релации. Така да не е едноставно, како што реков, не е едноставно затоа што ги има, не е едноставно затоа што ги третира, затоа што ние некогаш ги третираме и ласерски, и со течен азот, и со субстанции, и после еден месец до два пациентот се враќа со рецидив, со појава на нови кондиломи, од кои што како еден круг не може да се излезе и тече постојано терапијата. Затоа бараме трпение и оно што јас ги советувам едноставно да не мислат во моментот дека нели нешто се случува, дека сепак го контролираат истото. Ето така, го контролираат истото. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за подробното презентирање на сето она што е поврзано со кондиломите, со гениталните брадавици, но и со кожните брадавици, кои што се, за жал, многу чести. Ви благодарам, Марија. Следнаш. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.